Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитуван директор на јавното предпријатие за државни патишта ЕЈУ Простеми, почитувани представници на изведувачите и надзорниот орган на оваа многу значајна делница. Тоа што пред извесен период го ветивме, денеска го реализираме. Уште еднаш докажавме дека се грижиме за граѓаните, а денес Штип добива нова, модерна обиколница. Со огромно задоволство, заедно со директорот на јавното предпријатие за државни патишта, најавуваме дека обиколницата Штип, дел од експресниот пат, од влезот на Штип до мостот на река Брегалница, од утре попладне го ставаме во употреба. Граѓаните на Штип, граѓаните на југоисточниот регион, Радовиш, Струмица и сите околни општини, од утре попладне ќе можат да возат по нова, модерна и безбедна обиколница, без притоа да мораат да влегуваат во градот. Практично со ова, сообраќајот во Штип се враќа во нормала и затоа посебно сакам да се заблагодарам на изведувачите за ефикасноста и брзината со која ја завршија оваа доста сложена и специфична активност, но пред се и на граѓаните на општина Штип за трпението кое што го има во целиот изминат период. Кога го ветивме и започнавме со реализација на овој многу значаен проект, се изнаслушавме многу критики од многу страни од опозицијата во Штип. Но јас денес знам дека после 40 години направивме реконструкција на овој патен правец за наредните години и децении, за денешните и идните генерации. А ќе биде пред се за поголема безбедност на граѓаните, за побрз транспорт. Покажавме решителност, покажавме волја, со цел решавање на долгогодишниот проблем на граѓаните на Штип, Струмица, Радовиш и околните општини од југоисточниот и источниот регион. Обиколницата Штип доби нов модерен изглед, коловозот е проширен на 11,5 метри со две коловозни ленти од по 3,5 метри и две ленти за застанување. Во однос на втората фаза од овој експресен пат, клучката кај Три чешми, би сакал да напоменам дека се работи интензивно, согласно утврдената динамика и очекуваме комплетно да биде завршен наскоро. Би сакал само да потенцирам дека рокот за завршување на оваа делница е април 2022 година, но доколку не послужи времето во наредните 15 до 20 дена, оваа целосна делница до спојката со автопатот Миладиновци Штип ќе биде завршена до крајот на оваа година, до крајот на декември. Овој проект е пример како оваа влада ги реализира капиталните инвестиции во сите општини низ државата. Со средства од државниот буџет, Штип, Радовиш и Струмица ги поврзуваме, ги развиваме и ги доближуваме, односно го кратиме времето за патување до Скопје. Во Штип инвестираме исто така во изградбата на браната на река Отиња со средства од владата и Министерството за транспорт и врски. Ја реконструираме улицата Панче Караѓозов и обезбедивме средства и ги завршуваме постапките за реконструкција на крстосницата во населбата Сењак помеѓу улиците Сремски фронт и Борис Крајгер. Како влада преку транспорт и врски исто така инвестиравме во изградба на конзолите на река Отиња во вредност од 9 милиони денари. Дополнително вложуваме и во изградба на водоснабдителен систем во населбата Македонка, кој што е веќе завршен, со што решаваме долгогодишен децениски проблем на жителите кои што живеат во оваа населба. Подеднакво инвестираме во сите општини, инвестираме во рамномерен регионален развој. Реализацијата на капиталните инвестиции во нашиот ресор се одвива со засилено темпо и очекуваме до крајот на годината да имаме одлична реализација. И следната година би сакал да потенцирам дека продолжуваме со несмалена динамика. Буџетот на Министерството за транспорт и врски за 2022 година е позициониран на 11 милиарди денари, со што ќе се овозможи дополнителен економски бенефит за државата и за граѓаните. Инвестирајќи во инфраструктурниот развој, инвестираме за просперитет на држава и за подобри услови за сите граѓани. Ви благодарам. Почитуван министер за транспорт и врски господин Бочварски, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. Последниот пат кога извршивме увид по градежните работи на втората фаза од изградбата на експресниот пат Штип-Радовиш, работите беа напреднати, а денеска може слободно да констатираме дека влегуваме во завршна фаза и согласно со досегашната динамика, делницата ќе биде завршена и предвидениот рок
кој е кон крајот на април едната година. Втора фаза со должина од речиси 17 км е од клучка Три Чешми до клучка Радовиш и издвоената вредност за изградба е околу 15 милиони евра. Од утре пак граѓаните ќе може да возат по обиколницата и од клучка Штип Запад до клучка Штип Југ во должина од 6 км, која ќе биде пуштена под времен режим. Сега обновена и безбедна, а воедно со тоа ќе се нормализира и сообраќајот низ градот Штип. Во однос на техничките карактеристики на ова делница издвојуваме. Ширината на асфалтниот коловоз е 11,4 метри. Дебелината на асфалтот е 15 сантиметри во два слоја. Коловозот е изведен како две коловозни ленти од по 3,5 метри ширина и две ленти за застанување од по 2 метри. На еден дел од делницата пак, поради овозможување на влез и излез на индустриските капацитети, се изврши реабилитација на постоечкиот пат за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот со замени асфалтната конструкција и комплетно се реабилитираше и клучката Штип Запад. Од клучка Три Чешми до клучка Штип Запад во должина од 3 км се работи тековно и интензивно, а сакам да потенцирам дека сообраќајот од клучка Бучим до клучка Радовиш од овој месец е веќе пуштен под привремен режим. Почитувани, експресниот пат А4 Штип Радовиш во вкупна должина од 40,46 км е проектиран и се изведува квалитетно согласно со најновите и највисоките европски стандарди за непречено и безбедно одвивање на сообраќајот. Се гради во две фази. Првата е завршена и пуштена во сообраќај во јуни ова година, а втората е во завршна фаза и, како што реков, очекуваме незино пред време завршување. Она што е најважно со изведбата на овој пат, сообраќајот ќе се одвива побезбедно, ќе се скрати времето на патување, а ќе се намалат и трошоците на учесниците во сообраќајот. Ви благодарам. Të nderuar mediume, të nderuar të pranishëm. Era e fundit që kemi bërë inspektimin e punimeve ndërtimore në fazën e dytë të ndërtimit të magjistrales Штип Радовиш, punimit ishin në avansim, ndërsa sot lirshëm mund të konstatojmë se jemi në fazën përfundimtare dhe në përputhje me dinamikën e deritashme, seksioni do të përfundoj para afatit të parapar, e që është ka fundi i muajit prill të këtij viti. Faza e dytë me gjatësi pothuajse 17 km, nga Nija 3 Çeshmat e deri te Nija e Radovishit dhe vlera e ndarë për ndërtimin e kësaj rreth 15 milion euro. Qytetarët nga nesër mund të vozisin në qarkorin e Nijës Штип Perëndim deri në Штип Jug me gjatësi për 6 km, e cila do të lëshohet në regjim të përkohshëm, tashmë të rinovuar dhe të sigurt, dhe njerësh qarkullimi i përmes qytetit të Shtipit do të normalizohet. Nga Nija 3 Çeshmet deri te Nija Штип Prilep me gjatësi 3 km punohet në vazhdimsi dhe në mënyrë intensive. Duhet të theksoj se komunikacioni nga hyrja Buçim deri në Nijën e Radovishit nga ky muaj është i liruar me regjim të përkohshëm. Të nderuar, magjistralja A4 Штип Radovish me gjatësi të përgjithshme 40,46 km është projektuar dhe realizuar në cilësi me cilësitë më të larta evropiane për komunikacion të pantërmbrer dhe të sigurt. Ndërtohet në di faza. Faza e parë ka përfunduar dhe e vënë në funksion në qershor të këtij viti, ndërsa faza e dytë, ashtu siç potensova edhe më përpara, se është parapar që të mbaroj në
прил të vitit të ardhshëm, mirë po nga të dhënat që morëm sot, nga realizuesi i punimit dhe nga mbikëqyrjes, presim në qoftë se koha na mba deri në mesi i dhjetorit të lëshohet në përdorim. Ju falenderoj.